Главна тема деновиве е случајот со судијата Енвер Беџети. Повеќе медиуми јавија за тоа дека судијата е казнет со 20% помала плата во следните 6 месеци. Се разбира во вашето соопштение нема име и презиме на судијата, но новинарска работа е соопштенијата да ги преведуваат што поразбирливо за јавноста. Моето прашање во тој контекст би било дали мислите дека вака ја враќате довербата во судскиот совет? Значи вака, станува збор за постапка која што беше во изминатиот период некаде од месец април 23 година, почната и еве по спроведената процедура, постапка од страна на избраната комисија во Советот, се спроведе постапката и еве на вчерашната седница се дискутираше за ова прашање како точка на дневен ред, каде што Советот донесе одлука. Од друга страна, еве за јавноста, слушаме, гледаме дека е тоа актуелно и дека разни мислења, мненија се даваат за оваа одлука. Јас само ќе истакнам дека согласно Законот за судски совет, како колективно тело, одлуката е донесена со мнозинство на гласови. Знаете, со оглед дека се гласа за ваквите одлуки, секој член си одлучува по свое убедување, по своја совест и во овој случај морам да ја пообјаснам постапката за да биде тоа појасно. Да, ќе објасните. Јас сакам да ја објасниме на јавноста кога велите има реакции, тие се главно критични, негативни за одлуката, бидејќи во дел од стручната, но и во општата јавност веројатно се очекуваше разрешување на судијата Енвер Беџети. Тоа не се случи, тој завршува само со парична казна на плата во следните 6 месеци. Зошто? Дали беше таков предлогот на комисијата која што го доби предметот на разгледување? Тоа е тричлена комисија од судскиот совет. Ќе појаснам, значи да биде појасно. По стариот закон за судски совет, оваа трочлена комисија, значи по стариот закон имаше предлог до советот, даваше предлог за советот. Сега со новиот закон, по кој што работиме од 19 година, оваа комисија не дава предлог, но туку изготвува фактички извештај за фактичката состојба од настаните кои што се предмет на оценка, односно од барањето кое што се бара одговорност за судијата. Така да предлог нема од комисијата, но согласно законот е предвидено дека по изнесената фактичка состојба, согласно законот се донесува одлука која што одлука со 7 гласа, најмалку 7 гласа се запира постапката. Во овој случај не е запрена постапката со 7 гласа, туку се продолжува понатаму, согласно законот одиме по редослед. Со 8 гласа, најмалку 8 гласа е потребно за да се донесе одлука за разрешување на судијата. Во овој случај немаше 8 гласа. Кога е ваква состојбата, се продолжува, согласно законот, за да се оди прво со дисциплинските мерки, кои што се изразени во парична казна, од 15 до 30%, и најмалата казна е изрекување јавен укор или опомена. Во случајов, 8 гласа доби 20% од платата за 6 месеци. Сега видите, Васко, морам да истакнам дека... Да, јас ќе ве вратам на првото мое прашање. Дали мислите дека вака, со ваква одлука, навистина се враќа довербата на јавноста во судскиот совет, бидејќи не треба да користам никакви атрибути, епитети, описи за тоа каква е довербата? Знам, јавноста очекуваше дека тука советот да има одлука која што најригорозна одлука. Во случај бидејќи станува збор за апелацијски судија кој што во фиока држал предмет, и тоа не било кој предмет, Таргет тврдина за масовното незаконско прислушување 9 месеци, тоа го утврди во една друга постапка, исто така комисија на судскиот совет. Така што, сакам да кажам, не станува збор сепак за некаква минорна техничка, процедурална повреда. Се согласувам. Значи, тоа сакам да го истекнам. Дека од утврдената фактичка состојба од комисијата, која што беше предмет на разгледување пред Советот, беше дека овој судија, кој што го
имал предметот како известител во второстепена постапка, е еден од советите во овој случај беа 5 суди. Значи, тука станува збор за кривичен совет, кој што е овој судија известител, но е состав од сите 5 судии. Сега по нечии убедување на дел од колегите сметаа дека тука станува збор за колективна одговорност, можеби на целиот состав на советот во делот на постапувањето по овој предмет, и тука беа нечии аргументи зошто само овој судија да ја понесе одговорност. Од друга страна, мора да го кажам тоа, дека во дадената ситуација овој судија претходно имал солидни резултати во неговото работење, во смисла на тоа дека постигнати бодови каде што некаде и претходно имаше апликација за унапредување. Зборуваме за минатиот период. Да, лично сметаше дека заслужува да стане врховен судија. Во дадената ситуација станува збор за одлука која што, пак речам, како мнозинство, каде што имаше тоа, согласно законот како е предвидено, одреден најмалку број на гласови за да се помине како одлука, а од друга страна сметам дека ова, иако можеби иронично изгледа, дека кога во медиумите е пренесено дека 20% па тоа за 6 месеци тоа е некоја символична парична сума, но има една друга работа, која што ќе се одрази на овој судија во ваквата состојба кога е дисциплински казнет за воиднина да се унапредува, односно тоа ќе биде пречка за ограниченост за унапредување евентуално на овој судија. Од друга страна, морам да го истакнам и тоа дека овој судија претходно не бил казнет и ова е прва казна, односно дисциплинска одговорност во делот на тоа негово постапување. Смеете да кажете веќе јавно... некој е наредно, тоа би било сигнал за Смеете да кажете поголема јавно казна. колку мина гласа за негово разрешување? Па добро, тоа е евидентирано во регистарот кај нас, во службата за каде што се... Бевте блиску или далеку од потребното мнозинство? Значи, беше убедителна разлика за ова мнозинство. Беше убедителна разлика. Убедително значи, со 8, против... во секој случај, во 8, значи, согласно законот, со 8 гласа, а имаше и спротивни мислења. Односно гласање. За да бидеме јасни, кога гласавте за евентуално разрешување на судијата, резултатот беше убедливо против разрешување. Па, така, можам да се добро да согласам. разбирам. Можам да се согласам. Морам да го истекнем и тоа, поради тоа што тука се дискутираше, разни мислења од дел од колегите, дојде до израз и тоа дека во меѓувреме, со оглед дека имаме состојба дека каде се измени кривичниот закон, така да тоа го дел од колегите сметаа и дека како на некој начин дека состојбите во тој дел не би измениле ништо посебно доколку се продолжише ова постапка, ќе се доведеше до ситуација кога ќе се спроведеа законот за кривичен закон со неговите измени и ќе дојдеа до истите последици. Иако може да има и обратни толкувања, дека така може би тие 9 месеци можеле да се искористат за првостепената постапка, да се повтори и така натаму. Но добро.